Оливер Спасовски едно говореше завчера, друго вчера. Прво не знаеше точно каде Анџело Ѓоргиевски, не знаеше дали ја напуштил државата, за потоа да знаел дека цело време бил во Македонија. Знаеме дека не ја напуштил Македонија и се работеше интензивно на тоа. Изјава спротивно од изјавата која ја даде пред само 2 дена. Тогаш запрашан дали можеби сега притворениот, тогаш бегалец, ја напуштил државата, одговори дека не знае. За едно лице се трага, секако дека имаме централен распис, ќе се распишуваат и меѓународна и домашна потерница. Дали е во државата првосомничениот? Прибираме податоци и информации во однос на сите овие аспекти, работат оперативно колегите и ќе видиме за резултатите од целиот настан истрага. Официјално немаме таков податок дека е напуштен. Во јавност уште постојат сомнежи дека некој сакал да го сокрие убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. Сомнежите ги подкрива и брзата информација која стигна од Карил, дека тој немал видливи траги на насилство. Директорката на клиниката Маја Мојсова останува на овој став, објаснувајќи зошто Тот немал траги на насилство. Го видов видеото, тоа ми падна впечатливо уште од првиот удар. Не можам да проценам колку е силен ударот, но тој понатаму не се помрднува. Можеби во тој момент престанува да дише и нема циркулација. Ако нема циркулација, тогаш нема модрици. Со оглед на томографијата, веројатно многу долго мозокот останал без кислород. Тој момент е клучен. Мојсова реагираше на изјавата на обвинителот Гаврил Бубевски дека лекарите направиле лоша проценка, побари извинување и го покани да дојде на Карил да види како се работи бидејќи тој не бил лекар, а сомнежите дека некој можеби се обидел да го сокрие ово убиство ги зголемува и фактот што полицијата дури после 24 часа од случајот соопшти дека станува збор за убиство.